Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Вие и јас Исо Мухич. Се надобрзуваме на денешната тема, но од еден поинаков аспект. Ако денеска дискутиравме токму за таа јавна расправа во врска со новиот предлог закон за јавно обвинителство, за да се склопи целата приказна, а тој пак како услов од оние клучни реформи во правосудството, и утрешниот избор, односно предлогот на владата, кој е резултат на целата онаа постапка распишување на оглас, предлогот владата до Советот за јавни обвинители на пријавените кандидати, селекцијата од страна на Советот за јавни обвинители на односно давање зелено светло на оние на кои им беше дадено, па враќање на предлогот до владата и конечно изборот на владата на едно име од предложените, кое утре ќе се најде, односно Ненад Савевски, предлогот судијата Ненад Савевски да биде пред собранието. Со тоа всушност се завршува целата процедура и освен ако нешто навистина непредвидено не се случи, утре би требале да имаме нов републички, односно државен јавен обвинител. Меѓутоа, велам непредвидено едноставно да не гласаат. Имајќи го предвид начинот како воопшто гласа собранието кај нас, тоа е практично апсолутно невозможно, дури е невозможно да има и отстапувања. Во смисла монолитно, едногласно сите гласаат и готово. И тоа особено со овој модел. Тоа е всушност поентата, суштината на денешната тема, дали можеби ни треба еден, дали сме веќе одамна во ситуација да имаме потреба од нов модел на избор на јавен обвинител. Ова е всушност, токму велам, како резултат на таа утрешна предстојна седница во собранието, односно начинот на кој се избира. А ова како иницијатива го даде професорот по уставно право Денис Прешова, кој всушност објаснува на кој начин сега се избира државен јавен обвинител и колку е тоа всушност навистина реално, колку тоа може да биде надвор од сите оние, дури како што ги нарекува тој, а и не само дека не е ниту далеко од вистината, политички пазар или партиски договори и така натаму. Односно, колку ваквиот актуелен модел тоа го овозможува, а особено имајќи ги предвид состојбите кои се кај нас, колку би требало да се, дали е неопходно да се смени ова со нов модел. Имено, актуелниот модел за избор на државен јавен обвинител е неопходност од апсолутно мнозинство, односно најмалку 61 пратеник. Но, тоа важи 61 пратеник, односно апсолутно мнозинство, само при присуство на сите 120 пратеници. Тогаш изборот би барал 60 плюс 1, апсолутно мнозинство. И тоа е во принцип во редно, каде е она слабост, можност, да не кажам дупка во законот и така натаму, и да ја нема, ќе најдат, затоа велам, можност и така натаму. Имено ова би било со тоа апсолутно мнозинство. Меѓутоа, според собранието, имено токму Прешова се повикува, како собранието го толкува амандманот 10 со кој е изменет членот 69 од Уставот. Имено според оваа одредба, собранието може да одлучува ако присуствува мнозинството од вкупниот број пратеници. Значи, мнозинство од вкупниот, ова е апсолутно, но апсолутно ако се 120, сите 120. А тие не се сите, ба не знам дали воопшто во еден цел 4 годишен мандат дали има кога се собрале сите. Или освен ако не е нешто за 78 плата нивна или финансирање партиско и така натаму.
Така да ова е практично теоретска можност. А особено пак кога е во интерес да се нешто искалкулира, тогаш и ако би дошле, па нема да дојдат. Оние кои треба или не треба да дојдат. Сега, значи, во принцип, само теоретска варијанта е ова што е апсолутното мнозинство, 61, ако би дошле 120. Меѓутоа, затоа, еве ја онаа можност друга, која најчесто и се применува, тоа е собранието може да одлучува ако присуствува мнозинство од вкупниот број пратеници. Односно, собранието одлучува со мнозинство од присутните. Тој што дошол, мнозинство од тие, колку се. Односно, најмалку со 1/3 од вкупниот состав. Тоа е минимумот. Така да имаме опција дека изборот во случајот на оваа функција, државен јавен обвинител, да, може апсолутно мнозинство, дошле 120, 60 плюс 1. Но ако не дошле, тогаш колку дошле, мнозинство од присутните, а при тоа да биде најмалку 1/3 од вкупниот состав од 120. А што значи најмалку 1/3 од вкупниот состав? 40. Па тогаш, значи, овие носители на функции можат да бидат избрани и тоа би се случувало и се случува, значи и со само 40 гласа. Односно, тоа е она релативно мнозинство. И според Прешова пак дополнително тука и во врска со Венецијанската комисија, вели најблаго е проблематично, најблаго кажано, дури контрадикторно, зошто за некои други закони, вели како законот за Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги 2018, закон за Комитетот за односи меѓу заедниците од 2007 година, предвидуваат двојно или квалификувано мнозинство. Еве го ова во темата како нов модел. Значи, а ова не важи за државен јавен обвинител. И за една толку битна област и за сегмент, за сектор во кој се катастрофални состојбите. Додека велам, значи, за законот за АВМ, у Комитетот за односи меѓу заедниците предвидува двојно или квалификувано мнозинство, иако, како што вели Прешова, не се поврзани со темите наведени од членот 69 од Уставот. И токму тој го извлекува тоа, вели, нелогично двојство. Кај некои функции, во кои Уставот не пропишал ништо, се тврди дека собранието не може да пропише посебно, квалификувано мнозинство. А пак кај другите нема проблем, како што ги посочи во овие другите. Така што, професорот Прешова вели, уставниот амандман не е ограничување за законодавецот, тој обезбедува минимална подршка за одлучување. Минимална. Како што регулаторна определува максимална цена на дериватите. Но ние тоа веќе сме го заборавиле и практично и не го знаеме, затоа што се знае дека таа цена која ја објавиле, таа ќе биде. Но таа е максималната, не смее над таа да се продаваат. А може под таа. Но практично никој не продава ниту за половина денар. Има некои исклучоци и така натаму. Во таа смисла и по однос на ова, значи уставниот амандман вели не е ограничување, тој обезбедува минимална подршка, а не го спречува собранието да утврди повисоко мнозинство. Ако е тоа потребно, особено во вакви сфери, и квалификувано мнозинство. И не му противречи на Уставот. Така да вели, всушност, законодавецот, кој друг треба да ја пополни оваа празнина, меѓутоа, тоа не го прави затоа што би се лишил токму од оваа можност. А тоа е токму, како што вели и Прешова, практиките досега да наликуваат повеќе на политички пазар, отколку на доследно уставно толкување и избор на, односно процедура споредна вистина, стручност, професионалност, врз основа на токму тоа квалификувано мнозинство. Така да, тој дури се осврнува на тоа дека опозицијата би требала да го иницира ова, за да самата учествува во ова. Вака со 40, значи тоа е минимум 1/3. И се сведува всушност, но и тие не го прават, за да се сведе токму на тоа политички договор помеѓу големите политички партии, да се толерира, односно ова е мое место, ова е негово, на овој од партија, на оној, да се толерира изборот на
токму тоа свој партиски или подобен кандидат, а не нужно и стручен, професионален или особено во ова што ни треба на оваа функција, независен, самостоен и така натаму. Што не значи дека апсолутно ниту има каква и да е врска со предлогот кој утре ќе биде кандидатот на гласање на собранието, туку едноставно на моделот, начинот на избор, кој би бил еден навистина дополнителен филтер, како што се, да речеме, одредби, услови за добивање на лиценција, ноќни клубови и така натаму, за да не се случува кочани. Што не значи дека има лоши ноќни клубови. Така и во оваа смисла. Едноставно да се има еден критериум кој ќе биде навистина филтер, и тоа секој во својата дејност, и кога ќе отиде тоа до Совет на јавни обвинители, па влада, па собрание, и секој ќе го изфилтрира, тоа ќе се направи кристализирање на вистина оној кој е соодветен. Па всушност и нема ниту да се пријавува тогаш некој друг. Партиски подобен, затоа што во старти нема да има ни прилика да стигне. Ево таа смисла, дали ете можеби овој нов модел би требал да се отвори како прашање за квалификувано мнозинство. Тоа е, би рекол, нешто поразлично за денеска оваа тема од она што би рекол пак исто практично веќе познато, не очекува. Или не е толку интересно да лицитираме за тоа што ќе биде утре со гласањето. Ќе видиме утре и ќе коментираме понатаму околу изборот и така натаму што не чека. Нека биде официјално. Ова е нешто повака, да кажам, по-перспективно, на што би требале токму и да укажеме како носители на идеите кои, да речеме, или на свесноста за измените кои би требале да ги направат властите. 60-91-924-925. Повелете да го слушнеме првиот учесник. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Да, убав ден и вам, повелете. Добро е, баш некои работи. Добро се случува, да, повелете. Благодарам, да. Јасно. Да. Јасно се согласувам секако со тоа, а токму поентата на овој разговор е утврдување, дали постои неопходност од утврдување на еден модел кој ќе им оневозможи на власта, законодавна, извршна, се едно, да си толкува и прави одредени калкулации.
Да, можеме со 40, ајде, со 40, не доаѓајте вие, или така натаму. Не, туку стрикно предвидено, квалификувано мнозинство. Па можат да дојдат еднаш, барем за избор на државен јавен обвинител, сите 120, апсолутно мнозинство 61. Да ја преземат одговорноста утре за сето тоа. Не каде со 40, каде уште ако не чини, после па не знаеме, ние немаме врска со тоа. Повелете, кој ни е следен, добар ден. Да, убав ден и вам, повелете. Да, благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Не ги зборете, да, рековме да. Па добро, побараа и тие да не ги зборим, братете, да, така. Така. Ајте, истече времето. Благодарам. Поздрав до вас. Повелете, кој ни е следен. Добар ден. Поздрав, да, повелете.
Добро, селекцијата ја прави, да, владата на крај, да, добро. Така ви благодарам, но имајќи предвид дека многу очигледно некарактерни поминувале, значи тој што ги бира да го препознае тој и да не ги избере. Тоа е поентата. При тоа не е апсолутно она што велите во врска со утре, а што? Па не е спорно тоа утре. Утре оди како што оди, начинот на кој што го кажав. Но ако гледате така, значи зборуваме за дали во иднина би требало да се смени, за да немаме тоа што имавме. А се тоа се базира на ветувања и уверувања за тоа дека се спроведуваат реформи, за самите тие реформи да бидат навистина уште по-реални, по-известни и по-приоритетни. Не можеме веќе да си го, мислам, државата се едно да го дозволи, да си дозволи да повторно, не знам, има изневерување. Она што велите вие, да, па дали ќе биде, па да, и што ако не биде? Но затоа не да е препуштено на случајот. Дајте му, па иде да видиме сега. Па после не може да се тргне од таа функција. И така натаму. Не е туку, едноставно ќе биде подложен на строга селекција. Тоа е прашањето на моделот, дали со овој модел тоа се прави или не. А што сега ние утре имаме, како? Па имаме и техничка влада, па Мицковски зборува за да не важи од следните избори, од оние после, а што има врска за тие, тогаш ќе зборуваме. Па не туку, поентата е токму таа. Во насока на реформи, на визија и слично. Јас ја разбирам и доживувам така, да, па дали сме зрели да ја укинеме техничката влада, за која ете не сакаат и да дискутираат, односно директно се спротивни. Мицковски е за, односно ВМРО се едно. Па затоа тој оди со тезата, еве, ајде да ја укинеме, па да не важи од сега, па да важи од тамо. Така да и ова за утре исто не е да важи за утре. Тоа е тоа, помина процедурата како што помина и како што ја кажав на почетокот. Владата го распише огласот, примињата до Совет за јавни обвинители, Совет за јавни обвинители својата селекција, владата своја, професорот судијата Ненад Савевски, предлогот утре се гласа во собранието. Се гласа по моделот како што кажав. Дали е соодветниот? Не навлегувам воопшто ниту во предлогот за утре, ниту кој како ќе гласаат. Туку едноставно дали моделот е соодветен за да гарантира утре дека може или може некој да се провлече. И особено споредувајќи го со тоа дека, како што кажав, и законот за АВМУ и Комитетот за односи меѓу заедниците предвидуваат двојно или квалификувано мнозинство. Сега за тоа е поважно квалификувано, а тука немаме. Значи едноставно да лоцираме слабости. Односно двојна заштита. Кој ќе дојде како кандидат е негова работа.
Што велите вие? Ќе биде ли или нема? Да биде ваков, да биде таков? Па нема, му мислам јас за тоа. Односно комисијата. Дали дошол таков? Туку ќе се направат критериуми да не може да се провлече. Дали ќе возел 50 или 51 или ова она? Па не му мислиш, ставиш безбеден град, па тој нека мисли дали ќе вози. Таа е поентата. Не да мислиме ние дали ќе бил сега кандидатот утре карактерно или не. А не туку нема да може да помине. А како? Па така што да се смени модел во иднина, кој нема да овозможи да се провлечат секакви какви што очигледно досега се провлекувале. Или се едно, не се само овие што ги спомнав како модели. Имаме овие пасобадентери и така натаму. И тоа за таму каде што сметаме дека и не е коректно. А се со цел толку токму да е вкрстено двојна проверка. Има јасно и негативности од тоа, но овде зборуваме за дали за да се зголеми контролата и селекцијата таму каде што очигледно имаме тотална недоверба од 2%. Значи таму нема кој поминал соодветен или кој останал соодветен. Ако останал, па ги нема ни да се јават, ние сме тие. Само велиме, па има и добри, па има каде се. А довербата е толкава, колкуваш, односно недовербата, се е помала. Во таа смисла, значи, ете ги тие што велите вие, дали е со вакви или со онакви карактеристики, па очигледно еве. Тогаш треба системот да направи начин кој ќе селектира да не може да помине таков нешто. Ако ви е исчистено, не знам, оризот, што, како, житото, не ви треба сито. Но кај нас е полно со несакани. Повеќе ги има. И тоа какво сито треба? Тоа е, значи, поентата. Но размислување чекор напред. Повелете. Здраво, да, повелете. Па тоа велам, законски сосема можно. Тоа е на минимум, најмалку 1/3 од вкупниот состав. Па колку што гледам не е тука тој модел Бадентеров, но ајде со резерва нека биде, да. Па да, тој вели дека е, ете, го отвора прашањето дека би требало да. Да. Со тие аргументи за потребни законски измени кои би биле изборот да се прави со квалификувано мнозинство. Па да, јас не велам дека е тоа, затоа дискутираме за ова, што мислите. Не мора да значи, ако дојдат 120, тогаш апсолутно мнозинство од тие што досле 61. Па добро, затоа зборуваме, а вие давате можности како закон. Добро, да. Добро. Љупчо Коцевски. Да. Така, ви благодарам и поздравувам. Инаку еве, освен овие што ги наведов, Советот на АВМУ и Програмскиот совет, кои се бираат со квалификувано мнозинство, Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците, со закони за кои е предвидено гласање со двојно, односно еве го Бадентерово мнозинство. Иако добар дел од законите не спаѓаат во областа утврдени со сегашниот член 69, а овде спаѓаат, а нема таква примена. Или дури еве Законот за собранието. Предвидено е дополнително дека треба да биде донесен со двојно мнозинство. А тука избор на
ваква функција и во вакви, ова не се нормални околности, вонредни околности. Далеку од вонредни околности, состојбата на правосудството. За да едноставно, ете така, ноншалантно поминува некој. Што велам повторно не значи дека имаме вистински кандидат за вистинско место утре. Туку да не биде препуштено на случајот. Па ако се погоди, погоди, ако не, туку дај ние да се подготвиме, а ако да препознаеме дали не е соодветниот, а за соодветниот лесно ќе се препознае. Повелете. И да нема манипулации. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Добро, повелете. Повелете. Кажете, да. Добро. Повелете. Разбирам, добро, добро. Да, ве слушам, во однос. Так. Така, да не се меша, како што кажавте, ви благодарам и за учеството и за забелешките, секако добре дојдени се и ќе ги имаме на ума, вие повелете во друга прилика. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Да, повелете. Добар ден, повелете. Да. Да, ма јасно и не е воопшто да тој...
Благодарам, поздрави, ете токму за да нема потреба јас да објаснувам, ете го одговорот вие го дадовте на гледачот со спомнувањето имиња. Кога кажав не спомнувајте, а како да не спомнувам, еве зашто и како да не се спомнува. Затоа што одиме сосема во друга апсолутно непосакувана насока. Така да, јас не знам дали може тоа да се разјасни, расчисти само иницијативно, самоволно да се прифати или навистина ако не помага ништо, нема што, јасно е што преостанува тогаш. Тоа е единствениот начин и готово. Мислам дека, ете, одговорот сам си доаѓа по реакцијата, кој не е прв пат, но навистина, како состојбите во правосудството, ете го токму тоа. Треба да се смени моделот или не треба? Па што да се менува тоа? Па да, но не бива вака. Значи треба да се смени, оти вака не... Битно да е кандидатот, па еве не е кандидатот. Зборувам за емисијата. Значи ако не може тој сам, тогаш треба да се смени моделот и да биде селектиран кандидатот, односно диселектиран. Во преносна смисла, значи, токму тоа зборувам, за да се воспостават две страни. Работата една на кандидатот, друга е работата на комисијата. Работата една на учесникот, друга е на водителот. Сега тоа е тоа. Ако не може да се смени учесникот, такове какове, тогаш треба моделот да се смени и да му го оневозможи, односно им го оневозможи на тие кои не прифаќаат дека не е место за и има реакции на такво однесување. Повелете, добар ден. Да, убав ден и вам, повелете. Да. Така. Так. Благодарам, убав ден. Повелете, добар ден. Поздрав, се слушаме, да. Да, добро е, еве, заедно сме сите. Така е, јасно.
Благодарам, поздрав до вас, до слушање, повелете, добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете. Добро ви благодарам, еве, добро е. Да. Нема никој да му се меше, ќе одлучува сам. Како тоа влада да му помогне на јавниот обвинител? Тој е независен, тој е... Владата предлага, а утре собранието ќе гласа. Океј, нека е така. Океј. Али што бара владата да му помога на него? Бидејќи... Океј, така е. Сега. Ја гарантирам дека од овој човек, млад човек, го почитувам, нема да биде ништо. Тој ќе биде само некој си извршител на господинот Мицковски, на тие тама бандава и ќе биде плячка и со пријател ден и све најдобро. Благодарам ве, поздравувам, но тоа се примени на тоа е применување на актуелното законодавство. И токму во таа смисла и разговараме, независно кој е. Што овозможува ваквиот начин? Дали е соодветен во селекцијата на сите, на сето она што треба да го исполнува идниот, потенцијалниот кандидат, односно, утре обвинител. И доколку не е законски соодветен начинот, односно овозможува партиско-политички пазарења, манипулации, подобни, неподобни влијанија и така натаму, токму, значи, тие слабости на законите да бидат изменети, да бидат пополнети од страна на законодавецот. Значи, ова што е можноста да може да одлучува со мнозинство од присутните, а најмалку со 1/3 од купниот состав, односно, ако бидат 40. Тоа е минимумот. Но тоа не е противзаконско. Таков е законот. И тоа нема врска со тоа кој е на власт. Или пратеник, или се едно. Затоа зборуваме за моделот. А не за кој како го едноставно имате прилика и тој ќе примени. Тоа е затоа и што го кажав тој пример, токму е дали имате механизам со кој ќе селектирате соодветни, кои ќе ги почитуваат правилата, ќе бидат соодветни соговорници, или немате. Може секој да ви влезе и да зборува што сака. Тоа е независно кој е водителот. Тако и вие начинот. Треба го смените. Или е добар. За тоа зборуваме, а не за тоа кој е, велам. Дали се овие или оние. Повелете, добар ден. Добар ден. Поштовање, господин Исто Исо. така ве поздравувам, повелете. Убави анализи даваш, ама од друга страна гледам фрустрација кај тебе. Значи, тоа што го збориме сите ние и кај мене, нешто има во системот во овие 35 години. Зато пак ќе рече, убави анализи, ама фрустрацијата се осеќа. Значи, неправди на сите чекори, во сите сегменти. Како да оправиме? Нов модел. Да, јас сум за нов модел, ама овие три партии да ги снема и не да се избери државен јавен обвинител, никој да нема. Од друга, од страна само да ни дојдат. Верувајте ми, само 10 луѓе, 10 години у Словенија, начинот како се работи таму. Што фалеше пред 20 години, кога дојде јавен обвинител, таа од Романија, како беше. Тато од страна, овој џабе, колку да е учен, колку да е поштен, системот кај нас, тие што ќе се работуваат, се корумпирани. Затоа икам гледам фрустрација, не само кај тебе, кај сите граѓани. Како да тргнеме напред Македонија? Ја кажам како. Да ги снема од политичка сцена овија. Не ни треба ни државен јавен обвинител, ни предвремени, ни вакви, ни редовни избори, ни Бадентер, ни Мадентер, ни ништо. Само од страна, нека се сложат сите партии, дај да рече, абе стварно не бида во калте ја пикаме Македонија 35 години. Дај некој други нека дојдат, нека ја водат. Ја искрадува на македонскиот народ 35 години
крвта што со памуќе моја ти даде. Сиромаштија ги направија, а од друга страна богаташи таму ќе фрлаат пупке таму. И во уставот сме социјална држава се декларираме. Господе Нито, да се жив и здрав, биди поздравен, све најдобро. Благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Го слушам са колегава што збори, се бори, ние сме криви што имаме по 60-70 години. Ние сме криви што в Македонија вака. Која не брка од работа, ние си ѓутевме. Гласовме за тие што не брка од работа. Ај сега да кажа нешто за обвинителот. Ние убаво се сеќавам Исо дека пред 9 години дојде еден премиер таму од Муртино и кажа не лажеше сите, јако ќе дојдам на власт, ќе ставам обвинител од опозиција. Што направи? Си стави негови обвинители, си стави негови суди. И сега слушам од гледачиве, па ќе бил партиски, ами каде бевте вие пред 9 години, 10 години? Да му кажете на заеб, зошто ве разлог? Не ли требаше обвинител да биде од опозиција? И сега честитам што ќе биде нов обвинител, верувам дека нешто ќе направи, само мора да ги смени Исо сите обвинители што се од СЈО. Ако не го направи тоа Исо, ништо не прави тој човек. Мора да се стави негови луѓе. А и полицијата треба да си го прати. Бидејќи полицијата ги фаќа криминалците, обвинителот и Коцевски, и тој Јолевски, ги ставаа предметите во фиока и овие криминалци си шетаа и ни се смеат јавно на телевизија. Мора да смени, и ако треба и шоферот треба да го смени. Новиот обвинител мора се да смени. Поздрав, Исо. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме. Па, Исо, словенецот тем го подржи. Па, овие партии више да се свести народот дека не треба више да постојат у историја да се пришат. Ја, Исо, да ти кажам искрено, од Бранко Црвенковски навака не ги почитувам партиите. Дека нас, ко граѓани, ко народ, никој не ме искрал толку колку овие партии трите. Сега, знаеш кој се јавува за партиите? Што фалат де едната, де другата. Ту имаат шар. И тоа е тен голем шар. Сега, Исо, да се вратам на обвинителот Прчевски. Јас сум последната будала што се напаќам за оваа функција. Зашто го кажал тоа така? Дека има притисоци од таа партија што е на власт. Таа партија што е на власт. Знаел дека ќе има притисоци. А сега знаеш како се ставаат јавни обвинители? Да ти кажам. Таа партија што е на власт ќе се одбере јавен обвинител, ќе го поташка по рамо така, абе ние сме со тебе, не се грижи, ние ќе те браниме. И тој ќе си работи за нив и така ќе си тече државата. Така ќе си тече на... Не знам ја како не е јасно на граѓаните. Исто и судскиот совет, така ќе си тече и ќе издржат овако една деценија негде или помалку негде од деценија ќе се напуна со пари и магла кој каде со тие пари странскиве држави ќе отиде. Па тоа видена више работа, не знам како да име јасно на граѓаните. Не знам. И со поздрав да ти кажам да треска ништо не јаде. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, дали имаме време? За жал, на крај сме. Ајде, ќе бидат подобри времења, се надевам дека и утре ќе видиме сериозност. Тоа за кандидатот за судијата Савевски како нов државен обвинител, еве потенцијален, останува тој да се докажува, легитимира и така натаму. Но утре е клучниот ден на кој всушност токму предлогот на владата, тој да биде нов државен обвинител, ќе биде разгледуван од страна на пратениците и ќе биде гласан. Каква сериозност тие ќе покажат? Дали ќе дојдат 120, од кои 61 апсолутно мнозинство минимум, значи ќе гласаат за, а 59 други да видиме не? Или ќе дојдат само просто мнозинство?
Тоа е оној гарант, всушност, тие се гарантот, тие го даваат легитимитетот. Тоа е нивниот дел од работата, да видиме како тие ќе го завршат својот дел, колкава сериозност и тежина ќе му дадат, колку само формално ќе биде сето тоа, а колку навистина во колкав број ќе застанат за или против, се едно или воздржани. Благодарам, имајте пријатно попладне и се гледаме утре. Довидување.